Денес 4 април, светскиот ден на бездомните животни. На оваа тема имам прекрасен соговорник, млад дечко Виктор Мазнев, кој што се вложува да им помога на животните во нивниот спас од улица, во сите сегменти. Виктор, најнапред честитки за оваа твоја обврска што сам си ја воспостави. Од каде твојата љубов кон бездомните животни? Здраво на сите гледачи. Прво, љубовта е нешто што не можеш да го постигнеш, да го направиш, се раѓаш како таков човек, едноставно човек со емпатија и човек со љубов за се што е живо во овој свет. Да. Кога животни се однесува на се, не само на бездомните кучиња, ти имаш стационар со кој што се грижиш за овие животни. Што се таму може да се види? Што имаш се згрижено? Па вака, имам стационар за кучиња. Најголема бројка имаат кучињата, имам околу 70 згрижени улични кучиња од улиците на општина Велес, имам неколку згрижени коњи кои што биле малтретирани и напуштени од своите собственици. Имам исто спасено кози, овци од чување во несоодветни услови и куп птици кои исто така биле чувани во несоодветни услови. Како успеваш сето тоа да го издржиш финансиски, со оглед дека ти си млад, невработен, како доаѓаш до средства за сите овие животни да ги прехраниш и да обезбедиш сместување? Така, соработувам со странски организации кои што ми помагаат, а подоцна ми помагаат и да ги вдомам тие животни надвор од границите на Македонија. Благодарение на нив и можам да кажам мал дел од луѓето во Македонија помагаат цело тоа да биде возможна мисија и сите тие приказни да завршат со еден среќен крај. Рече дека си вдомил животни кучиња во странство. Го знаеш и бројот и каде се, во кои се држави тие нашле нов дом? Па вака, бројот точно не можам да го кажам, поради тоа што секој месец имам животни што патуваат. Можам да кажам дека сите овие години, веќе се 14 години што помагам на кучињата на улица. Сигурно бројката има надминато над 1000 вдомени кучиња и мачиња. Исто во соработка со странски организации кои претходно го проверуваат домот. Тука е голема процедура поради тоа што треба да се проведе домот, треба да се спремат документи, се тоа да биде по еден легален пат изведено. Бара голема процедура, голема посветеност, но кога се работи со љубов ништо не е тешко, така да на тие луѓе можам да ви кажам дека се во Белгија, Холандија, Англија, Германија, Франција, Европа. Поголем дел се во Европа и голем дел има во Обединетото кралство. Дали имаш помош од некого во овој стационар кој што ги здомува животните или се тоа е твоја сам ја работиш таа работа? Па вака, волонтери немам во стационарот, работам сам. И најново нешто е што жена што пред 5 години од мене вдоми куче, се врати со кучето да живее во Македонија со цел да ми помогне во целата таа работа. Се врати од каде? Странство? Се врати од Англија, она го вдоми кучето пред 5 години во Англија. Англичанка? Да, англичанка, детектив во пензија. Пензионерските денови одлучи дека сака да ги помине во Македонија, помагајќи на бездомните кучиња. Има големи луѓе секаде на планетава Земја. Виктор, една за непопуларна тема, луѓето често реагираат за бездомните кучиња за оние каснувања. Тие реакции се на место. Како да дојдеме до заштита од оваа состојба? Така, тоа не можеме да го избегнеме тој фактор дека имаме голем број на улични кучиња, голем број на кучиња кои што напаѓаат луѓе, имаме доста луѓе кои што не знаат како да изреагираат во таква ситуација. Би тргнал со тоа зашто напаѓаат тие кучиња, например, едно бездомно куче е слика на општеството каде што тоа куче живее. Агресијата и напаѓањето на кучињата е одбранен механизам во општеството каде што живее. Значи тоа куче да напаѓа претходно претрпело трауми. Што би предложил на луѓето кои што се нападнати или имаат страф од кучиња да постават контакт со кучиња кои што ги знаат, да сватат дека кучињата се ќаваат кога луѓе се плашат и луѓето реагираат уште пред да бидат нападнати од тие кучиња со викање, со трчање, со врескање, со барање помош уште пред да бидат нападнати. Ако куче почне да лае спрема вас, не почнувајте да врискате, игнорирајте го и поминете. Кога веќе сте нападнати во тесно, побарајте помош и одбранете се, но тоа не го направете уште пред да биде начинот на напаѓање. Куче ќе залае, но тоа не значи дека ќе ве нападне. Виктор, да кажем дека општина Велес вас си одаде признание, ви даде почесто признание за денот на општината за градот Велес на 9 ноември. Тоа значи дека сепак го респектира вашиот труд во заштита на бездомните животни. Така, нашиот првенствен градоначалник Аце Котевски ми го додели тоа признание. Со тоа што со него имав голема соработка за решавање
проблемот со уличните куќиња. Не можеме да го избегнеме фактот дека дали ќе се изгради сопствен стационар, дали ќе било кој начин ќе се решава проблемот на бездомните куќиња во Велес, не треба да бидат вклучени активистите кои што го работат тоа со години, поради тоа што, како да кажам, дека тие го знаат коренот и се во коренот на проблемот со бездомните куќиња, поради тоа што тие се тие што се на улица и го гледаат проблемот од каде потекнува. И за крај овој разговор, имаш ли можност за приватен живот? Се наоѓа, ако се сака се наоѓа. Да. Виктор, јас ти благодарам, ти посакувам успешна мисија на овој ден, уште многу помош на сите бездомни животни и да бидеш пример, светло пример на младите кои што навистина може да видат нешто што зрачи хуманост кај тебе. Ви благодарам на поканата и само на крај би им посакал на сите дека на крајот од денот љубовта е таа што му треба на целиот свет, така да пружите на луѓето и на животните. И после ова што друго што да кажем, тоа беше Виктор Мазнев. Студио